Македонија е се подалеку од одржување на втората меѓувладина конференција која е условена со уставните измени. Планот на власта да се вметнат бугарите во уставот до декемврискиот самит пропадна како кула од карти. Според експертите, ова уште повеќе ќе го разочара македонскиот народ кој онака изгуби надеж дека Македонија ќе стане членка на Европската унија. Поранешниот министер за правда Михајло Маневски смета дека е жално патот на Македонија кон ЕУ да зависи од внесување на 3500 бугари во уставот, а унијата да молчи за пресудите од Страсбур, кои се однесуваат за правата на македонците во Бугарија. Значи сега толку многу се запна за 3500 бугари да бидат внесени во уставот. Кога да е тоа прашање најзначајно за Европската комисија? Зошто Европската комисија со вакво едно барање, со една ваква, би рекол, уцена, може да е тежок збор, ама се става јамка околу вратот на Македонија и се спречува да Република Македонија чеквари по патот за полноправно членство во Унијата. Од друга страна, вели Маневски, Македонија отрпна од притисоци и лаги сите овие години. Го променивме името и вратите на Брисел не се отворија, а сега повторно треба да го менуваме уставот. Ние сме единствени за кои важат посебни правила и не се почитуваат копенхашките критериуми, на кои треба да почива целиот процес на пристапување. Според поранешната амбасадорка Василка Поповска-Треневска, Македонија не само што е отрпната, туку е и уморна. Народот веќе не верува во тие приказни дека ако влеземе во Европската унија ќе цветаат рози. Токму овој евроскептицизам се должи на погрешните политики. Експертите се согласни дека излезот од овој ќорсокак се избори и формирање нова влада. Ние сме во еден ќорсокак. Само избори сега. Само избори, па понатаму отом потом. Значи, процесите се менуваат, политичките одлуки исто се менуваат, не е нешто што може да не се смени. Стварно сме уморни сите. Веќе и не гледам ја нема она еуфорија. Не може веќе да се разговара за некоја еуфорија или дека кога ќе влеземе, ќе цветаат рози. Уставните измени не се единствената обврска која Македонија треба да ја исполни за да продолжи по патот кон Европската унија. Треба да испорачаме сериозни реформи во судството, борба против корупцијата, европеизација на институциите. Од друга страна, треба да се земе предвид дека и самата Унија треба да се реформира пред да прими нови членки. Сите овие работи, според експертите, укажуваат дека 2030 година е недостижна временска рамка да влеземе во Европската унија.